Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија се 10 најголеми политички трансфери во Република Македонија. Еве го нашиот избор за вечерва. Најголемите политички трансфери во Република Македонија. Кои се политичарите кои добија $200,000 за трансфери од една во друга политичка партија? Како малата партија на Дзинго во еден момент имаше гувернер и премиер на македонската влада? Кој е политичарот кој американците сакаа да го направат председател на Република Македонија 1999 година? Како големите СДСМовци и големите ВМРО-вци ги менуваат партиските дресови? Дали се сеќавате, почитувани гледачи, дека Хари Костов беше висок функционер во социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго? Најдобар трансфер прави Хари Костов од социјалистичка партија, оди во СДСМ и станува премиер. Па добро, не стана веднаш премиер, имаше повеќе функции во владата, па потоа паузираше и министер за внатрешни работи, па премиер. И мислам дека тоа е успешен трансфер. Пела дека единствено вие може да му парирате на Хари Костов, направивте трансфер, може и премиер ке станете. Јас нити очекувам, нити се надевам, нити размислувам за таква работа, нити се моите побуди за да предам во Социјалдемократскиот сојуз. 1994 година Хари Костов ко кадар на Социјалистичката партија беше избран за заменик министер за финанси. Од таа функција подоцна заминува во Светската банка. Каде добил покана, таму сакал да се укотви политички. Од Социјалистичка партија Хари Костов беше избран за заменик министер за финанси, па заменик министер за надворешни работи. 96 година кod Дзинко води самостолна кампања на тие локални избори. Хари Костов поднесе оставка кај Дзинко. Точно дека Хари Костов имаше така неколку пребези од една во друга партија. Интересно е, почитувани гледачи, дека оставка на своето членство во Социјалистичка партија Хари Костов дава 1996 година, векот на локалните избори, во рамки на мојата емисија која тогаш се емитуваше на еден телевизија. Дали со Хари Костов се потроши таа можност дел од крупниот капитал да биде премиер во Република Македонија? Подоцна имаше едно искуство и со Трифон Костовски. Мислам дека денес во Република Македонија потрошена таа идеја голем директор да биде премиер на владата. Се согласувам. Мислам дека не е можно тоа, затоа што имаме кај нас лидерски партии, дека партијата која што сака да победи, едноставно тешко му е на лидерот да ја отстапи таа премиерска позиција. Обично вела дека Хари Костов се одлучил да се бави активно со политика после оној митинг 2000 година во центарот на Скопје кој го има Љупчо Ѓорѓевски, кој прв пат го напаѓа влашкото лоби, прв пат го напаѓа Хари Костов. До тој период Хари Костов и беше на некој начин политички неутрален. Колку да звучи парадоксално, почитувани гледачи, меѓутоа во еден куз временски период малата социјалистичка партија на Љубисав Иванов Дзинго имаше премиер на македонската влада и гувернер на Народната банка на Република Македонија. Денес Дзинго може да се фали дека неговата мала социјалистичка партија, освен Шолатас го дала и премиер и гувернер на Народната банка или во државата. Тој е Љубе Трпевски, тој е Хари Костов. Па добро, тој може да се фали, ама мислам дека треба човек да го жали зошто неговите кадри заминале и евидентно дека имал квалитетни кадри кои што заминале во други партии или ја напуштиле неговата партија или не заминале никаде. Пред да стане директор на Комерцијална банка, Хари Костов беше избран за заменик министер за надворешни работи, но поради неговиот престој во Светската банка, таа функција му беше ставена во мирување. Единствен политички трансфер кој заврши со избор за премиер е Хари Костов. Од Социјалистичка партија отиде во СДСМ и стана премиер на Македонија. Па добро, мислам дека ситуацијата се поклопи комплетно тогаш. Бранко Црвенковски стана председател. Мисля дека тоа беше функцијата на Хари Костов. Па тоа беше наменски да дојде во МВР, да ја среди таа работа и да ги изнесе тие досија криминални околу приватизацијата пред на влашкото лоби во Македонија. Тој перфектно се ја заврши работата, потоа отиде на кратко во владата и се врати таму каде што му е срцето, во банкарството. Вели господин Екимовски дека Свето Јаневски кој не успеа 94 година да добие мандат да формира влада и Хари Костов кој доби 6 или 7 месеци можност да биде премиер, па и Трифон Костовски кој градоначалник на Скопје на некој начин као да ја уништија таа идеја дека голем директор може да биде премиер на македонска влада во вакви нестабилни политички услови. Па мислам дека Хари Костов немаше структура во партијата и тоа беше клучот за неговиот по мене неуспех. Второ, тогаш имаше крупни политички промени во Република Македонија. Тој беше туѓо тело во партијата. И всушност тројцата подпредседатели кои никако не се сакаа, зборам Зилинка, Митра, Владо Бучковски, Радмила Шекаринска, се споја во една точка, дека Хари треба да биде сменет. Повештиве. Ја фатија базата.
Си ја фатија базата и чим ја имаш базата, Хари немаше база. Остана цвеќе во саксија. Да. Остана сам. И на крајот на краиштата трите подпредседатели на СДСМ, кои не се согласува помеѓу себе или се согласува корови повреќа во однос на сите прашања, Митрева, Владо Бучковски, Радмила Шекеринска, ги обедини само една точка, тоа е Хари Костов, да го слушат Хари Костов. Па искрено да кажам, јас бев член на владата, не можем да почувствувам дека Хари Костов имаше обструкција од било кој министер, вклучувајќи ги овие кои што ги спомнувате. Хари Костов всушност требаше да биде човекот преку кој Бранко Црненковски ќе има под контрола и владата и СДСМ. Па со самиот факт што Црненковски во тоа време му ја довери највисоката функција, најпрви министер за внатрешни работи, ја подоцна и премиер, укажува на една голема блискост према Црненковски, како човек кој што ги влече сите конци во СДСМ. Без разлика на нашите лични недоразбирања помеѓу мене и Хари Костов, мене ми е лично жал дека Хари Костов не го заврши својот премиерски мандат, бидејќи сум сигурен ако реализираше дел од својата програма, сигурно Македонија ќе беше денес многу подобро место за живење. И Хари беше клучен во целата таа позиција. Да, клучен беше, но Хари имаше еден голем проблем, тој не беше од СДСМ. Тој беше човекот доверб од Бранко, али партијата не го чувствуваше како свој. Апсолутно удар во грб на Хари Костов. Мислам дека тоа ја прели чашата. Пред 10 години Ристо Пенов беше убедливо најпопуларниот политичар во Република Македонија, него прифаќа предлогот на американците да биде претседателски кандидат 1999 година и на таа функција подоцна доаѓа Борис Трајковски. Све друго е историја, почитувани гледачи. Долго време ваеше за американски човек, посебно за човек на Кристофер Хил, кој имаше идеја Ристо Пенов да биде претседателски кандидат на опозицијата на изборите 2009 година, се исплаши веројатно Ристо Пенов. Па јас мислам дека тоа беше така. Велат дека Ристо Пенов најдобро знае да направи пазар на македонската политичка сцена и најдобро знае на која страна да се стави во својата политичка кариера. Секогаш со победникот. Па со оглед дека гледајќи неговата политичка кариера уште од на времето на комунизмот, поранешна глави па до ден денеска нон-стоп е тука некаде околу врвовите на власт, тоа што значи дека добро игра политички. Значи добро плива. Добро плива така. 96 година мораше Лјупчо Ѓорѓевски да излезе на телевизија и да ги повика ВМРО-вските гласачи да гласат за Ристо Пенов, а не за Лјупчо Николовски Фуфо. Да, се сеќавате во првиот круг ситуацијата беше пата-пата. Изедначена беше. Да, и доколку не излежеше Лјупчо Ѓорѓевски да повика да гласат ВМРО-вците за Ристо Пенов, ќе победеше Фуфо. Секогаш беше во сенката на Петар Гошев, за на крај како лидер на ЛДП да инсистира Петар Гошев да биде сменет од функцијата министер за финансии. Притисоците за промена на Петар Гошев доаѓаат повеќе страни, не само од Ристо Пенов. А за волја на вистината, мислам дека во тој временски период и влегува во одредени конфликти со Петар Гошев, што само ја прелија чашата за да се даде одобрение за неговата смена. Ристо Пенов беше дел од кабинетот на Петар Гошев, кој Петар Гошев е последен комунистички лидер на Република Македонија, а 2003 година Ристо Пенов... Чиновник тога беше, да. Да, беше тој, беше Верица Каджевасилија Марковска, значи цела една екипа на млади луѓе. И на крај 2003 година Ристо Пенов инсистира кај Бранко Црненковски и Петар Гошев да биде сменет од министер за финансии. Не инсистираше само Ристо Пенов. Тука имаше и мал го наместија Перо Гошев тука. Во историјата на македонската политичка сцена, па и пошироко на Балканот, не се има случајно еден исти човек во само рок од 4 години да победи на иста функција градоначалник на Скопје, прв пат со ВМРО, втор пат со СДСМ. Па Ристо Пенов еве за него интересно е што како човек успеа да ги доведе во една ситуација двете најголеми партии, ВМРО и СДСМ, да се победат едни со други. Вите во Скопје победи два пати со победнички коалиции. Па да, но на Ристо Пенов и не му треба веќе никаков приклучок во политиката да фаќа. Мислам дека е етаблиран во општеството и финансиски, економски, па и политички. Може да биде играч секаде. Центар е неговото место секако. Па на толку плочки на Урбан Инвест посадено по Скопје и не би требало да се грижи за своите... Не знам, тоа државата има институции, тие треба да се грижат, нели, за нас. Секогаш го предводеше СДСМовското крило во ЛДП. СДСМ му возврати со тоа што му обезбеди втор мандат градоначалник на Скопје. Дали прави најдобри политички пазари на македонската политичка сцена? Па, мислам дека пазарите не ги прави Ристо Пенов, колку што коцките му се
намести ја. Добро 96-та Добро година. знае да мести коцки, посебно на Урбан Инвест. Толку коцки на Урбан Инвест има наместено низ градот што му нема рамен, веројатно, во изминалите 20 години. Он беше, како да кажам, главен протагонист или промотор на коцките, кои што потоа горе-доле сите ги прифативме, да бидам искрен. Во оној момент Користо Пенов стана лидер на партијата, ја направи коалицијата со СДСМ и 2000 година беше нивни заеднички кандидат и победи во Скопје. Да. Ристо Пенов си се испазари. Добар е за на пазар. Тоа е политички трансфер и беше одредено предавство во тој период кон ВМРО ДПМН, но потоа Ристо Пенов направи одредени резултати во градот Скопје кои што се покажа дека тој трансфер можеби и вредел. Ристо Пенов ме лут на Бранко Црвенковски, кој му сугерираше да не оди на трет градоначалнички мандат, бидејќи ќе биде поразен од Трифон Костовски и му нудеше да биде вице-премиер во неговата влада. Ристо Пенов ме лют на Бранко Црвенковски кога 2005 година не застанал цврсто зад него и дека всушност на тој начин овозможил Трифон Костовски да победи на локалните избори. Тоа е апсурд да се смета дека вината треба да се бара кај Бранко Црвенковски. Како вие велите, Јосип Broz Tito да станеше од гробот, ќе изгубеше тогаш од Трифон Костовски. Што год да се направеше на Бранко Црвенковски, Тито од гроб, како што велат да стане, значи немаше теоретска шанса да се победи. И сега велат кокетират повторно помеѓу СДСМ и ВМРО. СДСМ и ВМРО. Чекат кој ќе понуди повеќе. Кој ќе понуди повеќе? Кој ќе им даде 5 места, барем според мене. На Владо Поповски му остана неостварена желбата да биде председател на Република Македонија. Човекот го пишеше првиот устав на независна Македонија, па беше прв директор на Агенцијата за разузнавање, па беше советник на Киро Глигоров, советник на Борис Трајковски за рамковниот договор. Единствен човек кој бил министер за одбрана од две различни партии, од СДСМ и од Либералната партија на Ристо Гуштеров. Значи нема политичка функција која немал освен председател на држава Владо Поповски. Мислам дека едно време и алудираше и за председателска функција. Барем така се зборуваше, јас лично со него не сум во контакти да знам, меѓутоа мислам дека дури аспирираше и на таква една функција што барем затоа и да не аспирирал туку и да се зборувало во кулуарите, затоа сметам дека ова што денеска го работи е далеку испод нивото. Можете ли општо да претпоставите колку партии има сменето изминатите 20 години на политичката сцена? Не. Денес Владо Поповски е поголем ВМРО-ец од вас. Многу повисоко рангиран. Мислите дека Владо Поповски знае колку трансфери има во политиката направено? Тоа како во фудбалот, се си има своја цена, значи има висока и ниска цена. Господине Тасев, толку не дрибла ни Марадона ни Пеле заедно колку што Владо има сменето политички партии. Немам коментар. Секогаш важеше за еден од лидерите на тоа руско лоби во Република Македонија. Обично ќе речеме ја следи бојата на доларот, меѓутоа човекот се руски наклонет, па веројатно треба да кажеме ја следи бојата на рублјата. Па може и така се каже, али ова е необјаснимо, така толку високи функции сега денеска да држи, да прифати да биде обичен локален советник. Без разлика во позадина можеби неформално фигурира како некои советник на премиерот, но формално правно се гледа дека тој сега во моментот е обичен локален советник. Владимир Путин нема толку функции колку што има Владо Поповски. Не само никој нема. Сега очекувам да излезе Али Ахмети да каже дека Владо Поповски уствари бил член на генералштабот на УЧК и бил командант на 113-та бригада, бидејќи ги смени сите политички партии, уште дуи му остана да ја смени. Да, и мене ме зачудува што Владо Поповски се спушти далеку под неговото и интелектуално и професионално и политичко ниво за да во моментов прифати да биде и член на Совет на град Скопје. Од ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН и од озгора да биде еден, како да кажам, од бојовниците во Советот на град Скопје, бранејќи и тезите на ВМРО ДПМН. Заедно со Есма Реджепова. Да, заедно со Есма Реджепова. Владо Поповски уште во ДУИ да го видиме еден трансфер да направи, ќе има затворена на политичка кариера. Да, добар коментар. Нема се изненадиме да видиме и да отвори собствена политичка партија, па и да премине од нејзе во некоја друга политичка партија. Може ли да изборите колку функции имаше човекот во изминатите 15 или 20 години? Никако, премногу. Нема кај не бил. Па и за Владо Поповски важи дека, мислам тоа е општо познато дека шеташе од една во друга партија заради освојување на тие своји лични интереси. Значи Џони Вокар на македонската политичка сцена, најголем шетач. Можеби уште поинтересно е тоа што тој, како што знаеме, вршеше многу високи функции. Беше министер за одбрана, министер за правда, директор на Агенцијата за разузнавање,
Но сега со последното прифаќање да биде обичен локален советник, всушност тој покаже дека е еден еклекантен пример како таа човечка природа може морално да дегенерира под притисокот на тој личен интерес. Во периодот кога беше близок на СДСМ, важеше за најголем противник на ВМРО-вците. Сега е голем ВМРО-вец. Сега е голем ВМРО-вец и експерт. И се тука ние новинарите некој да го користиме експерт. Експерт, така го подпишувате? Да. Па барем на телевизиите. Па толку влади кој ќе смените, толку партии, тога сигурно сте експерт. Да, голем експерт. Знаете ли кој беше министар за правда кога избива аферата со тат? Не се сеќавам сега. Владо Поповски. Знаете ли кој беше министар за одбрана кога ВМРО ДПМН ги прави тие големи протести и кога го обвинуваат сегашниот началник на генералштабот Стојановски дека ги имал свртено пушките кон демонстрантите? Па претпоставувам. Владо Поповски. И Владо Поповски е постојано невин во целата политичка ситуација, постојано ги менува политичките партии и функциите. Тоа може да покажува дека е добар играч. Значи, некогашниот голем СДСМовец кој требаше со борбена амуниција да го брани собранието од налетите на ВМРО-вците, денес е голем ВМРО-вец. Денеска е ВМРО-вски кадар. После напуштањето на секоја функција, редовно ги критикуваше своите поранишни шефови, дали тоа беше Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Царенковски или Лјупчо Георгиевски, веројатно таква порција на критика нема да изостане ниту за Никола Груевски. И успе овие 20 години цело време да ги менува политичките партии, а за ништо да не е виновен. И секоја му чест. На Владо Поповски. Дали поговорката за идеале гину будале? Значи Владо Поповски не ги ни за идеали. Не ги ни за идеали. Еве што ќе гледате после рекламите, почитувани гледачи. Најголемите политички трансфери во Република Македонија. Кои се политичарите кои добија $200,000 за трансфери од една во друга политичка партија? Како малата партија на Дзинго во еден момент имаше гувернер и премиер на македонската влада? Кој е политичарот кој американците сакаа да го направат председател на Република Македонија 1999 година? Како големите СДСМовци и големите ВМРО-вци ги менуваат партиските дресови? Неговиот татко, познатиот македонски писател Коле Чашуле, беше кандидат да биде прв посткомунистички председател на Република Македонија. Полумна смета дека неговиот татко Коле Чашуле требаше да биде прв председател на Република Македонија. Па тоа не ми е познато, инаку тие во тоа време околу кандидати што се врте за председател се врте обично околу Киро Глигоров, Блаже Ристевски. Тешка конкуренција на Владо Поповски може да му биде само Слободан Чашуле. Да, Слободан Чашуле. Беше дописник на Тањук во период кога Тањук е поселен од УДБИ од КОС заедно. Од Тањук па до министер за надворешни работи. Министер за надворешни, повеќе партии ги смени. Директор на радио во време на Киро Глигоров, значи една од двете најмокни функции во тоа време. Македонско радио па смени Нова демократија, ВМРО ДПМН, ВМРО Народна, ајто од Комунистичка партија не ги рачунам, сите беа тоа. Еве заборавате. Беше основач со Перо Гошев на Демократската партија беше. Сега горе-доле го чекаме јубилеот, 10-та смената партија Слободан Чашуле, кај да може тоа ќе се случи? Па јас не верувам дека може да се случи, затоа што мислам дека повеќе понуди тој човек нема да има. А може да формира сам партија и подоцна и од таа партија да излезе да рече дека тама нема демократски капацитет. Па би било добро да се обиде, ама не знам колку ќе му биде успехот. Мојот впечаток е дека тој човек не екипира луѓе околу себе, не може да собера маса за да направи политичка партија и мислам дека неговата понуда е веќе оскудна. Имаше две огромни политички желби, да биде министер за надворешни работи и да биде амбасадор во Јужна Америка. Тоа беа причините за неговото често менување на политичките партии. По секоја цена сака да задржи некоја независност. Иако таа е невозможна, бидејќи без политиката не можеше да стане ни министер нели за надворешни работи, што беше едно од неговите претпоставувам животни цели покрај желбата, колку што ми е познато вака од негови кажувања јавни, да биде и амбасадор во некој од јужноамериканските земји каде што поминал дел од младост. Станов, која е првата асоциација на Слободан Чашуле? Човек кој што секаде може да го видите. Каде нема да го насадите, тама ќе никне. Па нешто во тој стил, да. Значи Киро Глигоров очекуваше да му даде функција министер за надворешни работи, не му даде. Па некаде 89-90 беше директор на Македонско радио. Беше директор на Македонско радио. Тој период кога се растураше Југославија и очекуваше да биде прв министер за надворешни работи или евентуално после кога Денко Малевски даде оставка да биде пак
назначен за министер, но сега од кои причини тоа не се случи. На крајот ја доби таа функција во влада на Љупчо Ѓоргиевски. Георгиевски, така. Беше дел од кабинетот на Љупчо Ѓоргиевски, министер за надворешни работи во влада која се сметаше антисрпска влада во Република Македонија, а Чашуле повеќе го користеше авиончето на Слободан Милошевиќ, од самиот Слободан Милошевиќ. Па покажа тогаш, како да кажам, високи трошачки манири. Многу тешко ја прими спената на директорското место во НИП Нова Македонија и со лично обезбедување ја чуваше својата канцеларија. Слободан Чашуле веројатно му останал сам да формира една партија, да влезе во таа партија и подоцна да излезе од неја да рече дека тама нема демократија. Ќе биде доста интересно. Не се сомневам во тоа. Слободан Чашуле беше директор на Нова Македонија, го смени од таа функција и со лично обезбедување го ја бранеше својата канцеларија да нема ја земе другиот директор. Типично и својствено за него. Коскање има таква километража и таков товар политички метнато кај себе или на својот грб. Он признава дека одел во сите тие партии, но кажува, има едно убаво симпатично образложение, кажува дека сите тие партии во својот назив го имаат зборот демократски, а бидејќи тој е по убедување демократ, оди само во демократски партии. Има ли уште некоја партија со префикс демократска кај што не отишол Слободан Чашуле? Па еве, ние во Народно движење за Македонија го немаме тој збор. Стајте го, ќе ве молам, стајте го и зборот демократски, може Чашуле кај вас ќе дојде. Па сега тоа е негово образложение дека во сите партии кај што бил се содржи зборот демократски. Со една таква флускула човекот сменено 7 политички партии. Ја мислам уште малку па ќе му славиме јубилеј 10 политички сменети партии. Слободан Чашуле денес е дел од таа преторијанска гарда на Никола Груевски. И Слободан Чашуле станал министер за надворешни работи. После Срđan Кери. Поуспешен човек. 2002 оди на листа на избори со Љупчо Ѓоргиевски. Ѓоргиевски. Во расколот останува со Љупчо Ѓоргиевски. А денес е преторијанска гарда заедно со Мирка Велиновска, со Јованчо Донев. Експерт за на ВМРО името не го даваме. Името не го даваме. Не го даваме. И јас сум вика победување десничар. А 90% од кариерата му е у леви политички комбинации. Не, ба добро, сега, се трансформирал човекот. Македонски сите овие се величини или биле величини во еден временски период. И Па не знам Мирка што би била величина. И тие величини сега Чашуле и така. тие величини сега да добиваат налози од еден Мартин Протегер или Владко Ѓорчев. Тоа е навистина бедно и ниско. Па ова само покажува докаде може да оди надолу човечкиот карактер и докаде човекот може да биде понизен. Кој би можеле да бирате кој е најголем политички сончоглед, Владо Поповски или Слободан Чашуле? Па мислам дека е Владо Поповски. Денес е еден од трите најголеми тајкуни во Република Македонија и важи за олигарх кој финансиски печели од секоја влада. Минчо Јорданов беше член на економскиот совет на Љупчо Ѓоргиевски од 1998 до 2002 година. Да. И после вице-премиер беше во владата на Бучковски. И беше голем самовец тогаш. Па, мислам да. Чим вице-премиер ставаш, сигурно се става човекот добар, били што ти е барем идеолошки блиски. Со Минчо Јорданов бевте во иста влада. Да. И сега е голем ВМРО-вец. Па, јавно не се експонира дека е голем ВМРО-вец, по потезите што ги влече, медиумот кој што го поседува и така натаму се до тоа. Градбите кои ги прави во Скопје. Градбите кои што ги Градскиот прави стадион Филип и така II. натаму евидентно дека реториката, уредувачката политика на медиумот кој што тој го поседува и така натаму се тоа кажува на блискоста. Неговата градежна компанија денес го гради градскиот стадион во Скопје Филип II. Ако не се лажам, стадионот Филип II и некои други објекти ги градат токму фирмите на Минчо Јорданов. Точно. Тоа е точно. Минчо Јорданов, веројатно еден од тројцата најбогати македонци во моментов. Па, Минчо Јорданов е дел од таа 10-члена транзитска банда која што 90-та година меѓу себе си го поделија целото општествено богатство кое што 50 години наназад го создаваше целиот работен народ во социјализмот или во поранешна Југославија. Првиот конфликт помеѓу Бранко Цренковски и Владо Бучковски беше околу изборот на Минчо Јорданов за владин потпредседател. Јас како Стефчо Јакимовски, ако мене ме прашувате, јас искрено, може би човекот ќе се навреди или било кој, јас не можам да ги препознам или да се сетам на посебните придонеси во владата на Владо Бучковски од страна на Минчо Јорданов. Господин Тасев, ако сте еден од трите најбогати македонци, имате ли потреба толку
да се пикате во скутот на политичките партии? Големите бизниси секогаш треба да на некој начин да се блиски до владеачката гарнитура. Толку блиски што Минчо Јорданов подосна стана подпредседател во владата на Владо Бучковски? Па тогаш владеачка структура беше Владо Бучковски. Што му треба на човек кој е толку богат? Еден од трите, ако не најбогат македонец, толку лесно да ги менува политичките бои. И тоа на еден таков еклатантен начин. Сигурно мислам дека е власт и моќ. Била дека Минчо Јорданов во таа влада на Владо Бучковски се интересирал за две работи. Тој е договор со електростопанство и тој е договор со железница, кои се многу битни за бизнисот што го води. Па бизнисмените секогаш гледат од аспект на бизнис интерес. И дека од тие сделки бенефит има неговата компанија. Такви работи постоја. Животна желба му беше да се врати во Скопската железара, од каде што беше избркан после најголемиот штрајк во македонската историја. Можно ли е во комунизмот човек кој не е близок на партијата или не е близок на службите да биде последен комунистички директор? А тогаш сите биле блиски до комунизмот. Минчо Јорданов е најмлад генерален директор на Скопската железара. Во тој момент една од трите најмокни компании во тогашна Социјалистичка република Македонија. На крајот 88-89 година е сменет од таа функција после најголемиот штрајк во македонската историја, кога вработените некаде 20.000 луѓе на железари излегоа на протест пред собранието. Па тој беше во тоа време најголем протест кој што дојде, дури тогаш постоеше опасност и тие штрајкувачи да влезат и во собранието уште. Да биде сменета владата, како што Милошевич го направи тоа во Црна Гора и на Косово. Тоа беше на времето на Глигорија Гоговски, мислам, уште беше тогаш републички извршен совет. Се викаш значи на залезот на распадот на поранешна Југославија. Тогаш генерален директор на Скопска железара е Минчо Јорданов. Минчо Јорданов, да, беше, но тогаш се распаѓаше Југославија. Како е возможно, сега не прашам господин Бачев, човек кој доаѓа на така висока функција генерален директор на железара, на толку млади години, најмлад генерален во историјата на железара, да нема соработка со комунистичка партија на Македонија или со службите на македонските УДБА или КОС или не знам што ли. И тие функции едноставно не може да се добијат без мислење од службата за државна безбедност за нивна безбедност и подобност. Остава сомнеш, господине Кимовски, дека дел од тие структури на поранешна ДБК денес имаат високи функции во империјата на Минчо Јорданов. Остава сомнеш, велам. За мене е навистина чудно зошто има потреба да одредени стопанственици, вклучувајќи го и Јорданов, да кај себе вработува поранешни високи функционери на државната безбедност. Навистина е чудно. Се постава прашање, дали толку е битно прашањето на безбедноста на нивните објекти, на нивниот бизнис и така натаму? Дали евентуално си должат едни на други, дали претходно биле во контакти па враќаат некои долгови и така натаму, сите тоа навистина е сомнително. По враќањето на мандатот од страна на Петар Гошев 1992 година беше еден од трите кандидати од редовите на СДСМ за нов премиер на Република Македонија. Значи, што би рекол Дзинго, Васил Главинов беше социјалист. Така би рекол и Благој Ханџиски, најголем комита меѓу СДСМовците и најголем левичар меѓу комитите. Да, али мислам дека Ханџиски има и некои вамаровски корени фамилиарни, барем колку што ми кажувале мене. Па имал 3 пушки дома, колку што знам, лихерки. Па не знам пушки, али некои од фамилијата, не знам таа сега. Јас за тој човек имав многу добро мислење и сметав дека еден од најпринципиелните политичари на македонската политичка сцена и ова денес што прави од себе Ханџиски за мене е голем шок, морам да признам. Додека вие сте имале добро мислење за Ханџиски, некои други имале лошо мислење за него. Сега е обратна ситуацијата и тоа е во животот во политиката очигледно. Иако ги изгуби изборите 1998 година и денес го споменуваат како најдобриот генерален секретар во историјата на СДСМ. Ви изненадува ли тоа однесување на Благој Ханџиски? Тој де факто се оддалечи од СДСМ. Партијата која сам ја формираше беше прв политички ментор на Бранко Царенковски, денес е еден од најблиските амбасадори на Никола Груевски. Па искрено ме изненадува. Веројатно неговиот одговор ќе биде дека останал и продолжи да служи за интересите на државата, меѓутоа факт е дека беше и генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз, дека точно е дека бил десен, да, министер и за одбрана и министер за надворешни работи, дека беше десна рака на Бранко Царенковски, мислам дека тоа е повеќе од јасно. Па дури медиумите блиски на Никола Груевски пред 2 години го спомнува како можен лидер на СДСМ. Да. Се сеќаваме на тие текстови. Да. Меѓу другите беше спомнуван и Благој Ханџиски. Точно од медиумите блиски на Никола Груевски. Дали Благој Ханџиски е најомилениот СДСМовец на Никола Груевски? Да. Ама на Никола Груевски, а на
СДСМ сега мислам дека најме. Видите, господин Цветанов, Канџиски добија повеќе амбасадорски функции во време на ВМРО колку во време на СДСМ, а се смета еден од основачите на СДСМ и прв ментор на Бранко Црвенковски. Тоа ми е дилемата. И ова е симптоматично. Бидејќи Канџиски да се врати на електрофакултетот е страшно почитуван како професионалец. Веројатно на него големо жалење, денес во СДСМ имаат многу полошо мислење за Благој Канџиски и од лошото мислење кој во СДСМ го имаат за Нано Ружин. Благој Канџиски е веројатно најумилениот СДСМовец или најумилениот СДСМовски дипломат за Никола Груевски. Па не само тој, вие знаете дека имаше ситуација кога и Нано Ружин во времето беше пратен како амбасадор. Значи таа 2000 година и на Благој Канџиски ВМРО му нуди да оди за амбасадор. Колку ше информација, Канџиски начелно е согласен, меѓутоа под притисок на Црвенковски на СДСМ ја одбива таа. Беше тој еден список од 5 до 6 луѓе, така што Лјупчо Георгиевски мислеше дека на тој начин ќе го ослабне СДСМ, но после се виде, наскоро се виде на 15 септември дека 2002 година воопшто не ги ослабнал, бидејќи беа прегазени на тие избори од страна на СДСМ. Благој Канџиски беше дел од тој концепт на Срđan Керим, кога е 6-7 месеци министар за надворешни работи, со кој се согласува Лјупчо Георгиевски да се ослаби тога СДСМ таа 2001 година со земање на дел од нивните пратеници и праќање во амбасадори. Па, видите, секоја партија прави комбинации како да остане на власт. Ако во тој момент тоа било позитивно, тоа го направиле. Во конфликтот со Бранко Црвенковски околу идниот амбасадор во Велика Британија, Никола Груевски го предлагаше Благој Канџиски. Дури ако се сеќавате, кој беше тој конфликт меѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски околу амбасадорот во Лондон, нели беше вратен Ѓорги Спасов, а Никола Груевски не прифаќаше Стево Пендаровски да оди за амбасадор, Антонио Милошевски го нудеше Канџиски да биде амбасадор во Лондон. Добро, тие се малу политички игри. Знаеш, сите знаат дека Канџиски важеше тога за ментор на Бранко Црвенковски. Мислам, Канџиски му беше На почетокот на политичката на политичката кариера. Благој Канџиски испаѓа дека најумилен амбасадор од СДСМ за Никола Груевски. Тоа е шок за сите. Морам да ја признам и јас како некој условно да речем политички аналитичар исто така. Денес Канџиски ќе биде амбасадор во Бугарија. Канџиски денес може да се каже можда е еден од луѓето доверба на Никола Груевски. Ќе биде амбасадор во Бугарија. Да, се зборуваше за таква работа дека ќе биде амбасадор во Бугарија, после изгледа бил доста кооперативен. И велат еден од идеолозите на таа политика на Груевски на ВМРО кон Грција во последните 5-6 години. Да, значи барем јас колку што знам, што ги имав информациите, Благој Канџиски што насоки, што ќе го советува за името за Грција, дека Никола Груевски тој го прави. И дека Канџиски му е главен идеолог за проблемот со Грција. Додека беше пратеник од СДСМ на чело на борачкиот клуб Бучин, беше европски првак во борење. Ванчо Чифлиганец, денес голем ВМРО-вец. Тоа е една интересна личност која што на времето на СДСМ, како тогашен СДСМовец, на 2 пати беше и пратеник од редовите на СДСМ во Македонскиот парламент. Некаде 92-94 година, кога беше тоа ембарго на Обединетите нации према Србија, тогаш фактички го направи најголемото богатство. Испаѓа дека Ванчо Чифлиганец е најголема странска инвестиција на ВМРО ДПМН, бидејќи порано бил во СДСМ. Па по количината на парите, не знам дали е Чифлиганец, веројатно има и таки и други поголеми, покрупни. Старите ВМРО-вци и денес го обвинуваат за едно големо и енормно кршење на санкциите кон СР Југославија. Јас се сеќам на едно 50 пресконференции на ВМРО кај што го напаѓа Ванчо Чифлиганец, кој беше директор на Бучин, како еден од тројцата, четворица македонци кои најмногу ги крше санкциите кон СР Југославија. Се сеќавам јасно тоа. И дека Ванчо Чифлиганец во кулуарите на ВМРО ДПМН ваеше за една од најомразените личности од СДСМ. Нели веле 50-100 милиони марки зема преку шверц на бакар, преку шверц на злато, кој се со потекло од Бор, на кој им даваше македонски сертификат и подоцна ги извезуваше во светот. Постојат многу приказни поврзани со тој период и со активностите кои што ги правеше Чифлиганец. Се шверцуваше бакарот од рудникот Бор во Србија, се носеше во Македонија и од тука се извезуваше за да се прикаже како македонски. Бидејќи Србија беше под ембарго, не може да извезува и според некои службени белешки што ги гледав јас во Министерството за надворешни работи, во тие 2-3 години од Македонија
се извезени околу 200.000 тони бакар, претежно во Јапонија, и таа сделка кошта некаде околу 400 милиони тогашни германски марки, од која што е договорено 20% провизија. Да кажеме, тоа оди за Чифлиганец и групацијата околу. Беше сменета, потоа повторно вратена функцијата директор на Бучим во мандатот на ВМРО ДПМН, кога рудникот беше продаден на бугарскиот холдинг Мултигруп, близок на бугарските тајни служби. Да, тој беше често на нападите на ВМРО ДПМН. Сведоци сме и на каубојското менување на Ванчо Чифлиганец, што беше навистина изненадување, или барем за тоа време Чифлиганец успешно го водеше тој комбинат после неговото заминување и неговата смена. Тие го пропадна. ВМРО ДПМН го смени Ванчо Чифлиганец. Да, го смени и го пропадна комбинатот. Го донесоа и манекенот. Манекенот од Канада ли од кај беше и го продадоа за некои 2 милиона. И го продадоа всушност на Мултигруп во Бугарија. Да. Контроверзниот српски бизнисмен Газда Нини и Ванчо Чифлиганец се кумови. Дури не можевме весник да отвориме ако немаше прес на ВМРО против Чифлиганец. Која е релацијата сега со денешната позиција? Подоцна Ванчо Чифлиганец преку Газда Нини, со кој се кумови, ја купија Македонска банка во време на ВМРО ДПМН. Бизнис. Тоа се бизнис интереси. Дали врската на Ванчо Чифлиганец со ВМРО може и неговиот кум Газда Нини некого ВМРО ДПМН му е продаде Македонска банка? Па тука некаде пак влегува во пакет таа српско-вамаровска линија во моментов. Во времето нова влада на ВМРО ДПМН, неговиот градежен бизнис доживеа невидена експанзија. Пред 3 недели во општина Аеродром лопата фрла Милијана Киевски, министерот за транспорт и врски, градоначалникот на Скопје Коце Тарајановски, градоначалникот на општина Аеродром господинот Коневски, градоначалникот на општина Ѓорче Петров, не знам што бараше тамо, господинот Сокол Митревски, а зградите ги градеше Ванчо Чифлиганец. Да, навистина чудно, прво е чудно зошто толку голем корпус на градоначалници на, не знам, 1, 2 или 3 колку згради ќе има. А не ваш Чифлиганец може би ќе добие некој попус или некој спрат повеќе, затоа што дозволи владата на неговиот терен да прави што го плати, да фрли лопата и да си прави реклама. Значи една фрлена лопата, еден спрат повеќе. Па добро, јас не го реков тоа, не знам. Може би треба цел булдожер за еден спрат повеќе, но според овој новиот закон за... Подобре ви личи ли Милијана Киевски булдожер да вози? Вака лопата полесто би фрлил. Млад е Милијана Киевски. Може да научи. Ке вози и Порше, може би Јагуар, може би булдожер, зависи. Ќе покаже времето. Се сеќавате пред 3 недели Ванчо Чифлиганец беше со Милијана Киевски, кој се фрла лопатите тука во Аеродром се граде 10 згради. Не само и кај Аеродром, туку мислам дека Чифлиганец има едно чудовиште позади МВР. Значи Никола Груевски од својот стан дома може да го гледа тоа чудовиште. Охо. Го стегна целото богатство за време на СДСМ и сега гледаме дека денеска ни го прекажуваат како голем ВМРО-вец, без проблем си ги тера бизнисите. Секогаш важеше како кадар на Ѓорги Спасов и на Радмила Шекеринска во редовите на СДСМ. Многу млад, а многу партии смени. Ивица Боцевски, бидејќи во многу краток период смени 3 партии. Од СДСМ отиде во ВМРО ДПМН, од ВМРО ДПМН во Либерално-демократска партија и имајќи превид неговите години дека е млада личност, јас верувам дека он ќе победи во таа игра, во таа битка да смени најмногу партии во Македонија. Мислите дека Ивица Боцевски ќе победи на еден среден Роки Чашули и Владо Поповски? Народски кажано ќе ги прешиша сите. Денес пука со влажен барут и против Бранко Црвенковски и против Никола Груевски. Додека дека Ивица Боцевски е личен избор на Никола Груевски, дека Никола Груевски всушност го поставил Ивица Боцевски толку блиско до себе. Не би можел да го коментирам тоа, немам информација околу тоа. Мислите дека Ивица Боцевски само рентакар политичар? Рентираше тама кај што ги бара неговите услуги. Па добро, тоа не е мој речник, но ако вие така велите, може и така да биде. Иако не сум сигурен дека Ивица Боцевски знае зошто го прави за некакви, ако мислите материјални или политички. Едноставно сака да биде во врвот на настаните. Кабинетска зависност, што би рекле некој. Естрадна да кажеме за сега. Но дечкото има потенцијал, па ќе видиме. Се извинувам, ама тоа треба добар стомак. Да. Како портпарол на владата на ВМРО ДПМН беше доказ дека со тек на времето јаничарите стануваат најголеми турци. Вела дека најголема конкуренција има на Владо Поповски и на Слободан Чашуле. Па мојот колега Манесиевски со трансферот на Ивица Боцевски буквално се посипа со пепел при она негова легендарна изјава за политичките проститутки, за да само недела дена потоа кај него му преде Ивица Боцевски. Дали мислите дека тогаш Ивица Боцевски е дојден во ЛДП, да може да ја држи блиску ЛДП до ВМРО ДПМН?
Возможна е таа теза. Секогаш беше третиран како дел од вториот ешелон на СДСМ. Или фудбалски речено, значи тој може да биде Лео Меси на македонската политичка сцена, да ги издрибла сите, да ги смени сите дресови и на крај пак да биде тој што е во право. Па сега е млад, како млад играч има едно искуство спрема постарите, нека учи од искуството на крај да не се издрибла па сами од себе, тоа е ќе биде многу полошо. Беше шеф на кабинет на Минчо Јорданов, кој Минчо Јорданов е Тие се потпредседател на владата. мислам дека има нешто фамилиарна врска тие. И од кабинетот на Минчо Јорданов преминува кај Радмила Шекеринска, значи исто Отиде, така да. мокна фигура Да. кај Радмила Шекеринска. И после си па премина беше левичар и Радмила беше во, мислам дека беа тога и пријатели тие со Радмила и Тој од кабинетот на Радмила Шекеринска оди на функција, значи само во еден месец, портпарол на владата на Никола Груевски. И подоцна стана потпредседател на владата на Никола Груевски. и Совет за евроинтеграција. Млад, амбициозен. Со Ивица бевте во иста влада. Да. Се познаваме и се почитуваме со него. 2008 година стана портпарол на влада на ВМРО ДПМН, а на таа функција доаѓа од шеф на кабинет на Радмила Шекеринска. Да, го знам целиот негов политички пат. Се сретнавме пред 2-3 дена и ме нарече кај си Че Гевара. За мене. Он те нарече Че Гевара. Да, ме нарече. Бидејќи сум бил премногу екстремен. Јас мислам како и гледам овие трансфери што се случат на политичката сцена. Ако Боцевски Нано Ружин завршија во ЛДП, од кога ги шета претходно сите политички партии, тоа може и Ханџиски, тоа може и Чашуле, тоа може и Владо Поповски, и на крајот ЛДП да биде партија која е гробница на ислужени политичари во Република Македонија. Па видите таа перверзија, Нано Ружин уште не седнат во ЛДП, се направи некоја think tank организација на Георги Спасов и првата таа дебата што има, Нано Ружин каже па не е ништо страшно ако ова think tank премине и во политичка партија. Значи он веќе во тој момент уште потпишува представница за ЛДП, а спремен е веќе да прават друга партија. Мислам тоа се кажува. И завршува во гробницата, односно партијата кај што завршува сите тие политички мртовци, тоа партијата на Јован Асиевски. И искрено, неговото проаѓање во Либерално-демократската партија го доживев како и едно свое девалвирање. Што прво би рекли за Ивица Боцевски? Зица Боцевски. Не знам што да кажам, тој од ултралевичар стана ВМРО-ец. За себе вели дека е Кока-кола на македонската политичка сцена. Кого штити во власта Байрам Амди, ромите или себе? Добро, Амди барем позната е неговото движење во македонската политика, неговите бизнеси се познати, него му е грижа за ромите како ланскиот снег, да кажем. Па дури може да се нарече дека Нелсон Мандела, бидејќи единствен тој од затвор направи политичка кариера. Од затвор победи на парламентарни избори. Да, тоа е успех, ама пак е поврзано со моќта на парите. Толку е моќен мислите Байрам Амди? Па мислам дека да. Байрам Амди вели дека не прави политички трансфери, туку ги брани интересите на ромите и дека мора да биде со секоја власт, бидејќи само така може да ги брани тие интереси. Што брани Байрам За Амди? сега ја не можам Ромите да или своите видам ни интереси? еден интерес на ромите кој што го одбрани Амди Байрам. За мене Байрам Амди е доказ на успешноста на владината политика, дека знаењето е сила, знаењето е моќ. Значи Амди Байрам е секогаш во право кога стана збор за коалицирање од 102,3%. Така, секојаш е во право. Може да окачи тој процент у иднина. Може малце да го покачи. Да, може. И најголем доказ на владината политика, образованието е сила, образованието е моќ, посебно неговиот син. Син градоначелник. Со дали 8 има или нема, не знам. Веле дека нешто вечерно средно треба да учи. Па не знам, сега по закон е задолжително средното образование, така да не знам како ќе го регулираат тоа. Може министер за образование кој остави, па преку ред ќе си Па заврши може, можно е. Нема се изненади. До денес останува нејасно дали со помош на СДСМ или со помош на ВМРО победува на парламентарните избори во Скопската општина Центар. Интересно победува прв пат и станува пратеник во центарот на Скопје. Во најурбаниот дел на Скопје, во Дебар Мало, го победува Дрвошанов од Социјалистичка партија. Тоа беше навистина една смешна ситуација, меѓутоа мислам дека тогаш и други политички гарнитури помогнаа за да Амди Байрам победи. 97 година Байрам Амди победува во срцето на Скопје во Дебар Мало, кој се смета за најурбаната средина во главниот град на Република Македонија. На копче Социјалдемократскиот сојуз го донесе Амди Байрам, му даде пратеничка позиција на почетокот. Се знаеше како и да ти работи. Како ќе реши партијата, така. 94-та Амди Байрам велеше не коалицирате, им велеше на ромите не коалицирате со ВМРО, ВМРО ќе ве прави сапун. Добро, мислам дека нема смисла да зборуваме за карактерот на Амди Байрам. Тоа е
го има, предпоставам, во првите читанки за психологија или за карактери на личности. Господине Трпиновски, Амди победува 97 година во центарот на Скопје, во Дебар Мало. Да, и мислам дека прв човек кој ја наметна таа филозофија со брашно да се купуваат гласови. Да, тој си ја знаеше работата. Со брашно, со масло, тој имаше тога бизниси, си имаше пари, се знае како се добива избори во тоа време. 97 Тој година беше сиромаштија. 97 година за малку ќе станеше газда на Скопски сајм, тогаш едно од трите најмокни предпријатија во Македонија. Да. Беше поништен конкурсот бидејќи требаше да победи Бајрам Амди. Во 2000 година го направи еден од најскапите трансфери во историјата на македонската политика. Бајрам Амди се фалеше дека влегол озвучен на тие тајни разговори во Александар Палас со опозиционите лидери во тој момент предводени од СДСМ. Мислам дека е тоа точно, затоа што и во некои разговори со него што сум ги имал, потоа истото и мене ми го кажувал. И всушност ги предал сите тие договори кои Бранко Цренковски ги прави со Васил Тупурковски, со Борис Стојменов за менување на тогашната влада на Лјупчо Георгиевски. Познато ми е од кажување од мои колеги кои што беа директно инволвирани во тој настан дека бил озвучен Амди Барјам и не само Амди Барјам, него туку имаше една групација од 4-5 пратеника од тогашна демократска алтернатива кои што беа фактички во тоа време киднапирани, беа носени по Молика, по Пелестер, па во Дојран и за да се спречи да падне владата на Лјупчо Георгиевски и се успеа во тоа време тој проект да се сруши таа демократска алтернатива, али од друга страна во тие четворица, петорица добро се нафатира, бидејќи тој подкуп одеше некаде до 150 до 200.000 марки тогашни во 150-200.000 марки. Во тоа време. Значи повеќе пари зема од некои фудбалери што прават трансфери. Да, тие четворица, петорица земаа. Господине Тасев, ги чувавте ли подоцна во Молика тие пратеници? Да. Во рок од 5 години Бајрам Амди кој велеше немојте да коалицирате со ВМРО-вците, тие ќе направат сапун, така им се обраќаше на ромите, минатата година велеше тоа е најчоколадна или најромска коалиција во историјата на Република Македонија. Ромите час поскоро треба да завршат со кариерата на Амди Бајрам. Меѓутоа Никола Груевски се консултираше со него дали да распише предвремени избори. Мене ми е смешно таа работа. Како велеше Бајрам Амди, му дал гол со пета на Бранко Цренковски и подоцна заврши 3 години во затвор. Потоа гол со глава му даде Бранко Цренковски. На изборите 2006 година неговата партија носи повеќе од 20.000 гласови и подоцна влезе во полуофицијална коалиција со Никола Груевски. 20 години секоја власт зависи од Велја Рамковски. Тоа е проблем на системот на државата, на институциите. Толку ли е моќен Велја Рамковски? Се работи сепак за моќен човек кој што има моќна телевизија. Велја Рамковски важи за човек кој коалицира со сите влади и на крај ги руши сите влади. Повторно е бизнисот во прашање. Јас сум длабоко убеден дека Велја Рамковски доколку ја продолжеше дружбата со Никола Груевски, денеска ќе немаше никаква контрола. Кај Велја Рамковски. Ја прави еден телевизија со пари на Сорос, долго е во конфликт со Сорос, на крај Сорос да го брани после упадот во еден телевизија. И сега секоја му често од сите тие 20 години со сите власти, со сите просперираше. И сите власти кога сакаше беше со нив, кога сакаше беше против нив. Со својата медиумска империја сака да игра улогата на Роберт Мурдок на македонската политичка сцена. Вела дека тој што не руча или не јаде риба со Велја Рамковски на Гиновце, дека не може да стане премиер на Република Македонија. Сте каснали рипчевија со Велја Рамковски? Јас сум се среќавал со Велја Рамковски, не во последно време и мислам дека тоа апсолутно не е никаков услов. Мислам дека повеќе се тоа новинарски шпекулации отколку е тоа било каква вистина и така. Вела дека Велја Рамковски е највешт играч на македонската политичка и бизнис сцена, бидејќи во исто време човекот и власт и опозиција и тоа трае 20 години. Му работи народски кажано кликерот, видите во една соба ги регистрирал сите фирми и телевизијата. И вие се како да влезете во фирмите, мора да поминете преку телевизијата. Лани стоеше позади формирањето на Демос на чело со Радмила Шекеринска како можна алтернатива на Бранко Цренковски и на СДСМ. Значи Велја никош не е локомотивата, доку Велја само вагонот кој може да се закачи за една или за друга локомотива. Па не е ни во позиција да биде локомотива. За да бидеш локомотива треба да бидеш на чело на голема политичка партија, која може да прави промени. Или да покренете востание, па да направите конфликт некако. Тој направи партијата, а не освои повеќе од 20.000 гласови на изборите 2006 година. Тоа да му го кажеле на Велја Рамковски, сигурно никош немаше да формира политичка партија. Господине Трпиновски, дури минатата година, Велја Рамковски стоеше за Демос и Радмила Шекеринска да биде лидер на Демос. Почна за Демос,
Дека треба нов лидер на Нов лидер опозицијата. треба, нов лидер на опозицијата или трета опција сега, како сакаме можеме да ја наречеме. Сака да каже дека Вилје е всушност показател колку ни е слаба државата? Па може да се каже така. Меѓутоа, лукав е ко Никола Пашич на македонската политичка сцена. Толку гарнитури, толку политичари, толку премиери, толку председатели, а тој е се уште мокен. Па добро, евидентно дека човекот има осет. Има нерв за бизнис и има нерв, односно има осет за политичко менаџирање на состојбите. 93 година, со дел кредит на Сорос, Вилје Рамковски ја формира еден телевизија. Важи за близок нено крило на СДСМ Фрчковски, Јане Милјовски, Антони Пешев, па дори вела дека некои имале акции во таа телевизија, никој што не е докажано. Па 98 година коалицира со Лјупчо Георгиевски, го носи на власт. 2002 жестоко се врти против Лјупчо и го пушта низ вода. 2005-2006 прави политичка партија. Условно е претопува таа политичка партија. Во ВМРО ДПМН нека Никола Груевски вели дека тој најдобро може да ја спроведе нивната земјоделска политика. 2008 Груевски победи на избори со најголема поддршка на еден телевизија и денес му праќа полиција во еден телевизија. Видите, кој круг, што би рекол Минчо Манчевски. И после 3 или 4 години да разговараме на истата тема, само ќе констатираме дека кругот ќе продолжи. Дека ќе коалицира со Никола Груевски после. Ќе продолжи кругот. Не само за овој случај, него и за сите други што ги изборевме до сега. Никогаш не ги демантираше гласините дека сака да биде македонски премиер. Вела дека е Роберт Мардок на македонската политичка сцена. Дека ако Мардок беше близок до Тони Блер, тој победуваше, кога Мардок се сврти од лабористите, победе конзервативците во Велика Британија. Дека тоа е всушност силата на Вилје Рамковски. Дека победата на Никола Груевски на изборите 2008 година барем 30 до 40% се должи токму на Вилје Рамковски. Меѓу другите се дружи на еден и се дружи на Велија Рамковски, затоа што тогаш сите медиуми, готово сите беа на страна на ВМРО ДПМН. Вела дека Вилје Рамковски е македонски Никола Пашич. Веќе Никола Пашич останал 30 до 40 години на српската политичка сцена, сменил 3 или 4 династички гарнитури на српската политичка сцена, со сите беше добар, на сите им годираше ножот во грб на крај. Еве очекувајте дека на следните избори, доколку СДСМ направи влада, дека многу од медиумите кои што се сега со ВМРО ДПМН полека ќе се приближат кон СДСМ. Па дури Вилје Рамковски очекуваше да биде премиер, неколку интервју даде по македонски и по албански медиуми, дека можеби се гледа кој еден премиер на некоја опозициона влада. Не верувам дека доколку СДСМ има можност да формира влада, дека некој друг освен Црвенковски би бил премиер. Останете со нас и по рекламите. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време, кога ќе бидеме туа на последната емисија во Центар за ова сезона. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.